За најубаво новогодишно украсен двор од индивидуална стамбена куќа е избрана куќата на Матеја Трпеска во населбата Водна. Најубаво украсена тераса е на Филип Нечевски во населба Аеродром. Најубав украсен двор на средно училиште има средното училиште на град Скопје браќа Миладиновци, а од пријавените угостителски објекти за најубаво украсен е прогласен Гет кафе во Кисела Вода. Драго ни е што нашата куќа е прогласена за најубаво уредена куќа по оваа манифестација што ја прави градот и драго ни е што допринесовме да го разубавиме градот пред новогодишните празници со нашата инспирација да ја украсиме така како што ја украсивме. Најпрвен да се заблагодарам на градот Скопје за доделеното признание и награда во категоријата за најубаво украсена тераса на град Скопје. Оваа награда е резултат на мене и на моето семејство, значи со тоа што е вложено многу труд, енергија и љубов за сето тоа да изгледа така како што изгледа и уште еднаш се заблагодарувам и оваа награда ќе биде уште една стимулација за до година да бидеме уште подобри. Гет кафе како угостителски објект секоја година се труди на своите гости да им ја долови новогодишната атмосфера во повеќе бои. Пред се голема благодарност до градоначалникот и Ева на Македонија што ни ги доделија овие награди. Сакам да изразам голема благодарност до градоначалникот на град Скопје кој што ни овозможи да првично учествуваме во ова надпреварување и секако да ја добиеме првата награда традиционално заради тоа што веќе пети пат поред нашето училиште ја добива оваа награда. Голема благодарност до нашите ученици и нашите колеги кои што успешно ја сработија оваа акција, да ја наречеме, и кои што допринесоа да ние ја добиеме повторно првата награда за најубаво уреден училишен двор. Оваа година имавме мала промена, го уредувавме зоопаркот на браќа Миладиновци, односно проектот кој што е отпочнат во нашето училиште како зоопарк и навистина изгледаше преубаво во неговите новогодишни бои. Градоначалникот Трајановски денеска свечено им ги врачи признанијата на годинешните добитници на наградите во 4 категории од манифестацијата новогодишни бои на град Скопје. Традиционално пред новата година градот Скопје ја прави манифестацијата новогодишните бои на градот Скопје, со кои што сакаме да ги потикнеме граѓаните на градот Скопје да ги украсуваат своите дворови, своите тераси, работни простории, деловни простории, значи со еден збор да помогнат во разубавувањето на градот Скопје во една да се добие еден добар предновогодишен амбиент на градот Скопје. На наградените градот ќе им додели по 10.000 денари, а Ева на Македонија наградените во сите категории еднократно ќе ги ослободи од плаќање на сметка за потрошена електрична енергија за месец декември 2015 година. Од името на Ева на Македонија сакам да истакнам дека навистина е големо задоволството да се биде дел од оваа манифестација. За нас оваа година е еден мал, но значаен јубилеј, 5-та година поред. Не радува што е во своето излагање градоначалникот не услови како партнери. Тоа за нас дава дополнителен поттик да и во иднина бидеме дел од оваа манифестација, ја продолжиме и ја прошириме соработката на сите полиња. Навистина е задоволство да се поттикнат граѓаните на град Скопје преку оваа манифестација да на некој начин со дополнителни активности со украсување на своите дворови, на угостителските објекти, на училиштата, ја доловат магијата на новогодишните и божитните празници. За да се обезбеди максимална транспарентност, изборот за најубаво новогодишно украсени објекти во градот го направи жири комисија составена од представници на медиумите.